Здраво на сите и добре дојдовте во модулот 5 од нашиот курс за рекламирање на социјалните медиуми управувано од вештачка интелигенција. Навистина ми е драго што сте тука. Во овој модул го префрламе фокусот од тоа како го промовираме содржината кон тоа како ја создаваме. И поточно, како можеме да искористиме моќта на вештачката интелигенција за да дизајнираме привлечна, релевантна и високоефикасна содржина за социјалните медиуми. Сега, без разлика дали сте маркетер, сопственик на бизнис или креатор на содржина, една вистина важи за сите. Содржината е во срцето на секоја социјална стратегија. Но, пейзажот се промени. Веќе не се работи само за креативност. Се работи за креативност подкрепена со податоци, прилагодена на платформите и повеќе поддржана од интелигентни алатки. Во следните неколку лекции ќе го разложиме ова на структуриран и практичен начин. Ќе почнеме со основите на тоа што ја прави добрата социјална содржина, раскажување приказни, прилагодување на платформата, таргетирање на публиката, а потоа ќе истражиме како вештачката интелигенција ги револуционизира сите тие чекори, од идеја, преку продукција до оптимизација. До крајот на овој модул, мојата цел е да се чувствувате самоуверено користејќи вештачка интелигенција не само за да го забрзате вашиот работен процес, туку и за да го подобрите квалитетот и перформансите на содржината што ја објавувате. Ајде да започнеме со првата лекција, каде што ќе направиме чекор назад и ќе погледнеме што навистина значи создавање содржина за социјални медиуми, зошто е важно и како водечките брендови го прават тоа со намера и ефект. Дозволете ни да започнем со еден спечатлив податок. Во 2023 година, повеќе од 4,9 милиарди луѓе ширум светот користат социјални медиуми, трошики во просек $2,000 месечно. 2,5 часа дневно поминуваат скролајки низ своите фидови. Но еве го прашањето што треба да си го поставиме. Со толку многу содржина што ни ги преплавува екраните, што ја разликува една заборавлива објава од онаа што станува вирална? Одговорот не е среќа, туку стратегија. И на денешното предавање ќе ги разоткриеме основните принципи што ја подкрепуваат ефективната креирање содржина за социјалните медиуми, потпирајќи се и на индустриските практики и на академските сознанија. Ќе разгледаме 3 основни компоненти. Прво, разбирање од страна на публиката. 2. Стратегии специфични за платформата. 3. Раскажување приказни и естетика. Да ги земеме овие едно по едно. 1. Разбирање од публиката. Создавањето содржина не започнува со камера или титул, туку со податоци. Дефиниција. Разбирањето на публиката е процес на анализа на демографски, психографски и бихевиорални податоци за да се создаде содржина што се совпаѓа со тоа што вашите корисници го сакаат, понекогаш дури и пред тие да знаат дека го сакаат тоа. Зошто е ова важно? Затоа што платформите за социјални медиуми функционираат преку алгоритми што даваат приоритет на ангажманот. А ангажманот, лајкови, споделувања, коментари, доаѓа од релевантност. Ако вашата содржина не се совпаѓа со потребите, интересите и навиките на вашата публика, малку е веројатно дека ќе добие внимание. Да го разгледаме Netflix. Нивниот тим за социјални мрежи не само што погодува што би им се допаднало на фановите, туку тие копаат податоци од стриминг за да создадат содржина со хируршка прецизност. Например, ако Бриџертон забележи пораст на женската гледаност меѓу фановите на романтични романи на возраст од 25 до 34 години, ќе видите дека Netflix објавува дрски објави водени од мемиња, насочени кон таа демографска група. Логиката е едноставна. Запознајте ја вашата публика и алгоритмот ќе ве надради. Алатки за помош. Google Analytics. Следи кој ја посетува вашата страница и од каде. Facebook увиди. Обезбедува метрики за однесувањето, интересот и ангажманот на публиката. Sparktor. Одлично за психографско профилирање. Она што вашата публика го чита, гледа, слуша. Сметајте ги овие алатки како ваш компас. Тие не ја создаваат содржината, но ви покажуваат каде да ја насочите вашата креативна енергија. 2 стратегии специфични за платформата. Ован доведува до нашата втора главна поента. Секоја социјална платформа е различен универзум со свој јазик, култура и норми на однесување. Добро напишана статија на LinkedIn веројатно би пропаднала на TikTok. И еден урнебесен скеч на TikTok може да изгледа несоодветен на формален профил на LinkedIn. Значи, прилагодувањето на содржината за секоја платформа не е опционално. Тоа е неопходно. Дозволете ни да го дефинирам ова поформално. Стратегијата специфична за платформата значи усогласување на форматот, тонот и функцијата на вашата содржина со очекувањата и алгоритмите на секоја платформа. Еве еден брз преглед. TikTok, Instagram ролми. Кратка форма со висока енергија, често водена од трендови. Фокусот е на непосредноста и забавата. LinkedIn.
Професионална, долга форма, образовна или ориентирана кон мисловно лидерство. Свитеркс навремен, разговорлив и преполн со текстуални пораки. Често со хумористичен или саркастичен тон. Одличен пример е Вендис. На Твитеркс тие се потпираат на духовити шеги и култура на печење, што им носи масовен ангажман. Но на Инстаграм тие менуваат насока, фокусирајќи се на фотографии од храна со висока резолуција и подобрување на брендот. Иста марка, сосема различен тон и формат, прилагодени на очекувањата на платформата. Па која е поентата? Никогаш не реупотребувајте го истиот содржински материјал на различни платформи без да го прилагодите. Можеби ќе заштедите време, но ќе изгубите можност. И ризикувате да ги изнервирате публиките кои очекуваат нешто поразлично. Раскажување, прикагни и естетика. Сега да преминеме во срцето на креирањето содржина, наративниот и визуелниот слој. Дефиниција. Раскажувањето, приказни и естетиката се однесуваат на тоа како користите емоционални лакови и визуелна кохезија за да ја фасцинирате, инспирирате или убедите вашата публика. Ова не е само за да изгледа убаво, туку за да биде незаборавно. И податоците го потврдуваат тоа. Студија на Станфорд открила дека луѓето се сеќаваат на приказни 22 пати повеќе отколку само на факт. Ајде да погледнеме неколку моќни примери. Прво, Nike. Нивната кампања Dream Crazy со Колин Каперник не ги прикажуваше само патиките. Раскажа приказна за отпорност, социјална правда и човечка амбиција. И тоа го стори со кинематографска визуализација, цврсто сценарио и емотивни текови. Или размислете за GoPro. Тие постојано објавуваат видеа генерирани од корисници од авантуристи кои се искачуваат на карпи, нуркаат во океани и возат велосипеди низ шуми. Секој клип го следи текот на патувањето на еден херој. Почеток, предизвик и триумф. Од естетска гледна точка, Глошир представува уште еден репе. Нивниот Инстаграм профил е тежок во пастелни бои, чист и минималистички. Таа конзистентност создава препознатливост на брендот. Дури и без логото, знаете дека е Глошир. Па, како градите силно раскажување приказни? Една рамка што можете да ја позајмите е патувањето на херојот. Се користел од античките митови до холивудските блокбастери, а се иде и во социјалните реклами. Вие представувате предизвик, патување и резолуција. Сватете го тоа како разлика помеѓу купувањето на нашата протеинска плочка и еве како Алекс конечно го освои својот маратон користејќи ја оваа енергетска плочка. Визуелно, стремете се кон естетска кохерентност. Користете конзистентни филтри, бои, фонтови и распореди низ вашиот контент. Ова не е само за убавина, туку за создавање препознатлива идентичност во преполната листа на содржини. Во овој момент би сакал да ја закотвам нашата дискусија во малку академска теорија. Според Каплан и Ханли во 2010 година, социјалните медиуми се група интернет-базирани апликации кои овозможуваат создавање и размена на содржина генерирана од корисниците. Нивната работа истакнува дека социјалните медиуми не се само уште еден маркетинг канал. Тоа е динамична средина каде што корисниците и консумираат и создаваат содржина. Вие не зборувате само на вашата публика. Вие креативно соработувате со нив. Ова значи дека вашата стратегија за содржина мора да биде колаборативна, а не од озгора надолу. Поканете на интеракција. Оттикнете споделување. Создавајте материјал што ќе ја натера вашата публика да се чувствува како учесници, а не само како гледачи. Па што покривме досега? За да резимираме, прво, разбирањето на публиката е тенауот. Без увид базиран на податоци, вашата содржина може да изгледа добро, но да не стигне никаде. Второ, стратегијата за платформа е прашање на соодветност. Не е важно само што кажувате, туку каде и како го кажувате тоа. Трето, раскажувањето, приказни и естетиката ја претвораат содржината од бучава во наратив, содржина што предизвикува емоции и привлекува внимание. Додека гледаме напред кон втората лекција, ќе почнеме да истражуваме како вештачката интелигенција ги трансформира сите овие слоеви, од идентификување на преференциите на публиката, преку автоматско генерирање на текст, до оптимизирање на креативата за ангажман специфичен за платформата. Дозволете да ве оставам со оваа мисла. Совладувањето на креирањето содржина не е прашање на среќа, туку на намерност. А како креатори денес, имаме повеќе алатки, податоци и креативен потенцијал од кога било досега. Но содржината што навистина се издвојува, се уште доаѓа од познавање на вашата публика, обликување на вашата приказна и зборување со вистинскиот глас во вистинско време. Ви благодарам и се гледаме во втората лекција, каде што ќе ја истражиме улогата на вештачката интелигенција во креирањето содржина.